Што се случува со господја Твомли и Блайт? Нешто тајно. Дефинитивно се случува нешто и дефинитивно е тајна. Може би е забава за надување. Веќе проверив кога се родени сите. Не е тоа. Може би реновираат или пререновираат. Или може би го прошируваат локалот за да стават и тако бар, диско подиум и машина за бесплатен млечен сладолед. Здраво друштво, денес сечеме ноктиња. Се надевам дека нема да биде како минатиот пат. Може би јас ќе бидам последен. Помисли си на нештата најомилени и оствари ги. Замисли си го местото каде може свој да бидеш ти. Ние среќни сме, ние своји сме. Во нашата продавница ние среќни сме, ние своји сме. Во нашата продавница. Најмалата продавница за миленичиња. Готово, Пепер. Не беше страшно, нели? Блайт, не би го можелова без тебе. Не ми се верува колку си добра се животните. Па, не сум баш сигурна дека тие би се согласиле. Не е толку страшно, срце. Како можеш да го кажеш тоа? И ти се плашеше како сите. Ако тоа го трпат сите познати миленици, можам и јас. Те болеше? Добро си? Само се шегувам, Сунил. Јас немам ногти, нема сецкање за мене. Добро, кој е следен? Заборавив некого? Мунгосот? О, види колку е исплашен. Еј, малечок, секогаш се ги сечам ноктите. Воопшто не боли. Знам како се чувствуваш, мал Мунгосу. Сите се загрижени. Морам да го сликам ова. Добра слика, малечок. Што направи? Ми се допадна неговиот израз на лицето, па го направив ова и го ставив на интернет. Загрижениот Мунго знае како се чувствувате. Ми се допаѓа. Каде го објави? На веб страницата каде што луѓето стават смешни коментари на слики и ги споделуваат. Еј, веќе има 4 палци нагоре. Закон! Добро, огледнев. Пак? Еј, јас сум момче што расте. Се гледаме би, господјо ти. Се гледаме. Мир со тебе, братче. Загрешениот Мунго знае како се чувствувате? Навистина изгледам толку загрижено. Цело време, пријателе, цело време. Едва чекам да го прикачам ова на форумот за смешни животни. О, само одборот на директори да го види ова. Би требало секој курир во земјава да го види ова. Здраво, Джас. Блайт, виде? Знаеш што се случува? Не, што се случува? Добро, прво да ти го прочитам мејлов. Мил Огнозмеј 117. Со ова те известуваме... Чекај, кој е Огнен змеј 117? Јас сум тој. Тоа е моето име на интернет. Може ли да поверуваш дека постојат уште 116 огнени змејови? Сепак,
Со ова те известуваме дека твојот пост со загрижениот Мунгос достигна 121.000 лајкови, што ве става на нашата неделна листа на вирални сајтови. Сликата на Сунил, што ја направив денес, стана вирална! Навистина? Што значи тоа? Тоа значи дека сите на светот ја гледаат и ја праќаат на своите пријатели. Види, се наоѓа на колку палци. Што е тоа? Уште еден сајт што надгледува други сајтови. Ова станува чудно. Ха, дојде до 134.000 прегледи. Сите се палец нагоре. Само од почетокот на нашиот разговор? Да, некаде на светот, преку 10.000 нови луѓе ја виделе сликата на Сунил, им се допаднала и дале палец нагоре. Ова не се случува, мислам, се случува само не на луѓе како мене. Мислам, тебе, Сунил, мора да одам. Сунил нема да може да поверува. Се случувало брзо, а потоа преку ноќ одеднаш експлодирало. Не ми се верува. Знаев дека ќе биде така, но погледни, милион луѓе ни светот дале палец нагоре на твојата слика. Тоа не е можно. Малку е веројатно, но можно е. Сериозно? Милион луѓе го виделе ова? Не. Милион луѓе стиснале палец нагоре, но сигурно сум дека барем двојно повеќе ја виделе. Сунил, ова значи дека сега си славен. Сунил? Се согласувам, Зои. Сунил? Зошто сите ме гледате така? Бидејќи си славен. Не сум славен. Никогаш не сум бил славен. Не. Да, разбираш колку многу е милион? Јас разбирам, милион е... многу, така нели? Повеќе од многу, тоа е многу пати многу. Ако милион монгоси си стојат еден на друг на рамената, тоа ќе биде многу високо. Зар оној на дното не би бил смачкан? Еј, сега имаш 1000 повеќе од милион. О, леле. Се чувствувам како тој Мунгос на дното. Се чувствувам како да ме смачкуваат. Загрижениот Мунгос ви благодари на доаѓањето. Не знам што направивте ти и твоите пријатели, Блајт, но продавницата е преполна. Вистина, госпоѓа ти, кој би рекол дека нервозниот Сунил ќе привлече толку муштери? Еј, Сунил, слушна дека луѓето зборуваат за тебе на радио. Моите собственици си ја праќаа неговата слика утрева. Некој тип на телевизија зборуваше за тоа. Навистина, што рече? Тоа е точниот цитат. Сунил, како се носиш со оваа слава? Се смени нешто? Да. Обично кога Блајт ме носи на утринска прошетка, никој не ми се обраќа, освен ако не е нешто како: Еј, гледате, тоа е видрата. Но денес беше поинаку. Еј, гледај, тоа е загрижениот Мунгос. Знаеш, Сунил, кога некој те слика, треба да се насмееш. Или барем да направиш поза. Но јас воопшто не барав некој да ме слика, а уште не разбирам зошто некој би сакал да ме слика. Гледате? О, целава работа е безсмислена. Сликата на Сунил и сите зборуваат како да е нешто важно, а Сунил стана славен. Тоа е безсмислено, безсмислено. Мислам, не си ти безсмислен, Сунил. Тоа што си славен е безсмислено. Ти, во мојата канцеларија веднаш. Па, вриеш од љубомора. Не знам што зборуваш. Твоите чувства, тивко те горат одвнатре. Имам право? Не, мислам, се загреваат. Ете, гледаш, и сврли го тоа. Па, чувствувам благо пицкање одвнатре. Следи го пецкањето, влези во пламенот. Работата е во тоа што Сунил не разбира што значи да биде славен и не знае што да прави со тоа. Како е можно да е славен, а јас не? Зошто тука е толку топло? Поради огнот. Блајт, бројот на позитивни коментари продолжува да расте, а сега луѓето прават мешапови. Чекај, мора ова да го запишам во тетрадката за млади луѓе. Што е тоа, меш-ап? Па, тоа е кога луѓето земаат нешто што е популарно и го спојуваат со нешто друго што е популарно за да направат некаква шега. Меш-аповите се урнебесни. Погледнете, ево го тука со куп банани. Загрижениот Мунгос знае како лупите, О, тука е со шпил карти. Загрижениот Мунгос знае како делите. А погледнете го ова. Загрижениот Мунгос за председател. Тие мешапови се... топ? Немам поим што зборувам. Ова е безврска, Бритни. Како е можно сликата на Джаспер да е толку популарна? Не знам, Витни, но мислам дека тоа е ласицата на Блајт или така нешто.
Да, малечкото мече или така нешто, со преко милиони палци нагоре. Не можам веќе да гледам. Фрли го компјутерот подалеку. Збогум лаптопу глупав. Еј, батлеру, Да, госпогице. ни треба нов лаптоп, сваќаш? Да, претходниот случајно падна во канта за ѓубре. Да, госпогице. Ќе ви донесам еден од шкафот за лаптопи. Веднаш. Можеш ли да поверуваш колку и беше лесно на ласицата да стане тотално славна? Мислев дека само луѓето што изгледат убаво треба да бидат славни. Да! Вашиот нов компјутер, госпогице. Еј, вид, сега имав, како се вика она со мозокот? Верувам дека мислите на идеја, госпогице. Да, баш имав една од нив. Ти? Да. Ние сме сладки, така? Да, ние сме лудо сладки. А две сме, значи двојно од се. Сакаш да станеме као славни и така нешта? Добро, ако крзнената жилка на Блајт може, тогаш можеме и ние. Батлеру, пребаре на интернет и најди ни што прават славните луѓе. Да, госпогице. Нешто каде што можеме да носиме сладка облека. Моите уши. Бритни, треба да снимаме музички спот. Па, Бритни, пеењето ни е вроден талент. Дами, не можете само да напишете песна и да станете славни. Можеш да ја носиш твојата мајчка, што мене одлично ми стои. Не се сетив на неа, мислев на друга. Знаеш, веројатно ќе имаме повеќе од 10 каталјуни прегледи. Да, ќе бидеме познати! Здраво, Зои. Не ми се верува колку луѓе ја виделе сликата загрижен мунгос на Сунил. Еј, Блајт, види го ова. Вау! Ме сака, поза, поглед, местење. И бакнеш љубов. Зар не мислиш дека треба да ме сликаш со твојот телефон? Зошто би го направила тоа? Секако, за да го закачиш на интернет. Зои, нема да бидеш смешна. Ова не е надпревар. Блајт изгледа мисли дека јас и Сунил не се надпреваруваме. А се надпреварувате? Тој е славен, јас не сум. Ке направам се за да станам пославна од него. Па ако не сакаш тоа да го нарекуваш надпреварување во ред, викај го Ширли или гувернерот Хок од Тексас, мене ми е сеедно. Зои, планираш да направиш нешто непромислено? Ако морам. Баш ми е гајле што треба да направам за да станам славна. Ако тоа значи дека треба да се направи нешто големо, неверојатно или урневесно смешно, ќе го направам. Потоа ми треба само некој да ме слика и да ја закачи сликата на интернет. Сигурно ќе успее. Може да си направам огромна статуа од себе на рид, на карпа, над голема река. Потоа може да скокнам банџи од мојата статуа и со падобран да се спуштам во реката. Да, но каде ќе најдеш толку мермер? Што друго ти текна? Добро, ќе научам да возам, ќе купам авточамец и ќе поставам коп на вода рекорд за куче што вози авточамец. Зои, ти немаш дозвола бидејќи си куче. Имам кучешка дозвола. Смешно, но не. Што ако ги лижнам сите луѓе во Даунтаун Сити? Па, барем тоа е нешто што можеш да го направиш. Чекај, тоа не е добра идеја. Погледни го, Сунил. Не му е гајле дали е славен. Но мене ми е. И ќе бидам славна. Внимание, ученици! Телевизиските екрани што се поставени во училиштето се донација од фондацијата на семејството Бискет и најголемата продавница за миленици. Нема нешто. И уште нешто. Ако не сакате да ги тргнеме, ќе мора да го лајкувате нашето видео. Пак нема нешто. Добра идеја, Бритни. Фала, Бритни. Престанете да не зјапате. Седно, знаеме дека сме сладки. Слободно зјапајте. Аха! Сладки сме и две сме. Сладки нема расправа бре. Сладки како типо 2.
Близначки да, дупло посладки. Све се си дека, љубоморен си ти на нашиот коси морски. Ние сме посладки од ова, ние сме посладки од ова. И заедно двете сме два пати посладки од тебе. Ние сме посладки од ова, ние сме посладки од ова. И заедно двете сме два пати посладки од тебе. Slušaj сега, devojkите su slatke od tebe koja ti je mi davaat plata, lesno ne mi je limuzina, pozam brzo, odam ne zasanuvam do palatata, ne dođam Coca-Colata, ne ja peram jas, diplom i hrana gotvam. Pravam što ti kaže za da imam rabota, duri rabuvam, deka slatki se tije. Ние сме посладки од ова, ние сме посладки од она. И заедно двете сме два пати посладки од тебе. Ние сме посладки од ова, ние сме посладки од она. И заедно двете сме два пати посладки од тебе. Близ, близ, близначки две, толку сладки две, две. Сакаш да бидеш јас и да бидеш јас, да. Близ, близ, близначки две, толку сладки две, две. Сакаш да бидеш јас и да бидеш јас, две. Не заборавајте да ни дадете палец нагоре. Знаете дека го сакате тоа. Ова е Downtown City денес. Јас сум Джини Хјус и јас обожавам животни. А мора да признам, уште повеќе ги сакам на интернет. Запознајте ја господјана Твомби, собственичка на најмалата продавница за миленици. Што има, народе? И секако, ова е најпознатиот светски загрижен мунгос. Ќе одам тамо да ги излижам сите што ќе ги видам. Немој. Зошто не? Ќе бидам неверојатното куче што лиже. Интернетот ќе полуди. А да бидеш неверојатното куче што сепак има малку достоинство. Не. Ова со лижењето? Чао. Луѓето ни светот го обожаваат мунгисот. Се вика мунгис или мунгосус? Немам поим. Што правиш? Те лижам. Престани! Веќе се капе во оваа недела. Сунил, ако бидеш славен, можеш ли да го правиш тоа барем како што треба? Како тоа? Ако сум јас, а очигледно не сум, би ја искористила шансата на вистина да блеснам. Јас не знам како да блеснам. Вака! И сечете го ова пред да се емитува? Зои, тоа беше лошо. Знам. Не можев да се воздржам. Блајт, знам дека не сакаш никога да издвојуваш, но ми треба една услуга. Сакаш да те направам славна? Да! Ова има врска со сликата на Сунил, бидејќи Джаспер е тој што... Тогаш кажи му! Може би можам да носам раскошно одело направено од улични мачки додека одам по телефонска жица за време на сообраќаен метеж. Или можам да изедам полна лажица путер од кикирики. Многу е смешно кога куче јаде путер од кикирики. Зои, сето тоа изгледа премногу опасно. Освен путерот со кикирики. Блајт, мојот сон од секогаш беше да станам славна со што е можно помалку труд. Сунил го оствари мојот сон без да му е гајле за тоа. Блајт! Можеш да поверуваш? Што е сега? Близначките бискит се вирални. Близначки да, дупло Вау! Овој клип има преку 3 милиони прегледи. Да, и сите им дадоа палец надолу. Некако ми е жал за нив. Го снимаш ова? Да, Зои пее подобро од близначките бискит. Ова е закон. Што туку го направивме мојот следен пост? Види, уште палци нагоре за кучето што завива. А не морав да направам ништо посебно, освен да бидам своја. Ми се допаѓа. Како и мене, бидејќи сега кучето што завива е пославно од загрижениот мунгос. Сунил, извини што така те малтретирав за твојата слава. Искрено, цело време бев толку загрижен што не забележав ни јас. Неприфатливо! Нашиот спот има само палци надолу. Овој компјутер е мртов за нас. О, ќе ви донесам друг.
Снимката од некоја кучер како завива на нашата песна доби попозитивни реакции од нашата оригинална снимка. О, не се изгубено, дами. Забележав дека една личност видала палец нагоре за вашето видео. Па, кој да е, има одличен вкус за музика. Ние сме постатки од ова, ние сме постатки од она. За секогаш младата вобли, за секогаш млада.